Библиска доктрина. Ова тромесечие ќе проучаваме тематиката соединување на небото и земјата. Четврток, 26 март. Порака за Лаодикеја. На почетокот ќе прочитаме текстовите од Колосјаните, 4 глава од 16 до 18 стих. Кога ќе се прочита ова послание при вас, погрижете се да се прочита и во Лаодикејската црква. А она од Лаодикеја прочитете го и вие. Речете му на Архип: внимавај на службата која се примил во Господа, да ја исполниш. Поздрав со мојата Павлова рака. Спомнувајте си за моите окови, благодат со вас. Да споредиме со текстовите од посланието до Колосјаните, 2 глава од 1 до 3 стих. Имено, сакам да знаете колкава борба имам за вас и за оние во Лаодикија и за сите кои што не ме виделе лично, за да се утешат нивните срца и соединети во љубовта да дојдат до сето богатство на полната увереност на разбирањето, до познавањето на тајната на Бога и на Христа, во кого се сокриени сите богатства на мудроста и на знаењето. Додека размислувате за Исусовата порака до Лаодикија, преслушате го повторно вчерашното проучавање. Каква поврзаност гледате со посланието до Колосјаните, кое исто така требало да се прочита во Лаодикејската црква во време на апостол Павле. Во текот на историјата на Божиот народ, истите проблеми се појавувале секогаш одново и одново. Пророците ги укорувале израелците кои сакале богослужението по углед на светот и ги поттикнувале да се покајат пред да биде предоцна. Исаија дури и се жалел, како справедливиот верен град Сион стана блудница, вели пророкот Исаија во 1 глава 21 стих. И ги повикал луѓето да се вратат кај Бога за проштавање и очистување. Читаме текстови од книгата на пророкот Исаија, 1 глава од 16 до 20 стих. Измијте се, очистете се, отстранете ги од пред очите нечесните дела, престанете да правите зло. Учете се на добри дела, стремете се кон правдата, притекнете му на помош на угнетуваниот, помогнете му на сирачето до правдата, заземете се за вдовицата. И сега дојдете да бидеме прави, говори Господ. Ако ви бидат гревовите како црвено сукно, ќе бидат бели како снег. Ако бидат румени како пурпур, ќе станат како волна. Ако сакате да ме послушате, ќе уживате во земните плодови. Ако истраете во бунтовството, ќе ве проголта меч. Така зборуваше Господовата уста. И Јован Крстител, читаме текст од Евангелие по Матеј, 3 глава, 2 и од 8 до 10 стих. Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Затоа принесувајте плодови достојни на покаяние и не мислете да речете во себе си: Авраам е наш татко, зашто ви велам, Бог може од овие камења да му издигне чеда на Авраама. Секирата веќе лежи при коренот на дрвјата, затоа секое дрво што не дава добар плод се сече и се фрла во оган. И Исус, читаме во Евангелие по Матеј, во 4 глава, 17 стих. Оттогаш Исус почна да проповеда и да говори: покајте се, зашто Царството Небесно се приближи. Евангелие по Матеј, 12 глава, од 33 до 37 стих. Или направете го дрвото добро и неговиот плод добар, или направете го дрвото расипано и неговиот плод расипан, зашто дрвото се познава по плодот.
породи змиини. Како можете да зборувате добро кога сте зли? Зошто од преполнувањето на срцето зборува устата. Добриот човек од доброто сокровиште донесува добри нешта, а злиот човек од злото сокровиште донесува зли нешта. И ви велам дека за секој празен збор што ќе го изговорат луѓето, ќе одговараат на судниот ден. Зашто по твоите зборови ќе бидеш оправдан и по твоите зборови ќе бидеш осуден. Ги повикувале израелците да се покаат и да донесат плод што ќе може да се одржи пред судот на последното време. Апостолите носеле слична порака. Ке читаме текстови од Дела на апостолите, 2 глава, 38 стих. А Петар им рече: покајте се и секој од вас нека се крсти во името на Исуса Христа за проштевање на вашите гревови и ќе примите дар од Светиот Дух. Дела апостолски 3 глава 19 стих. Затоа покајте се и обратете се, за да ви бидат избришани гревовите, за да дојдат од лицето на Господа времиња на освежување. Дела апостолски 17 глава 30 стих. И така, не гледајќи на времињата на незнаењето, Бог сега им заповеда на луѓето да се покајат сите и насекаде. Второ послание до Коринќаните 7 глава од 9 до 10 стих. Сега се радувам не заради тоа што се нажаливте, но дека се нажаливте за покаяние, зашто се нажаливте по Бога, така за да не бидете оштетени од нас во што и да е. Зашто жалоста по Бога донесува покаяние за спасение, за кое не се кае, а жалоста на светов донесува смрт. Да ги споредиме следните текстови кои што се наоѓаат во книгата на пророкот Исаија, е првиот во 6 глава од 1 до 3 стих. Стани, засвети, зашто твојата светлина доаѓа, над тебе блеска Господовата слава. А еве, темнината ја покрива земјата и мракот народите. А тебе те осветлува Господ и неговата слава се јавува над тебе. Народите чекорат кон твојата светлина и царевите кон исток на твојот сјај. Со текстовите од Откровение читаме во 18 глава од 1 до 4 стих. Потоа видов друг ангел, како слегува од небото, кој имаше голема власт. И земјата се осветли од неговата слава. И извика со силен глас велејки: падна големиот Вавилон и стана демонско живеалиште и засолниште на сите нечисти духови и засолниште на сите нечисти и гадни птици, зашто сите народи пиеа од виното на низиното распалено блудство, и земните цареви блудствуваа со неа, и земните трговци се збогатија од незината претерана раскош. И чув друг глас од небото да вели: излезете од неа, народе мој, за да не бидете соучесници во незините гревови и да не ги примите незините зла. Книгата на пророкот Исаија, 62 глава, читаме од 1 до 5 стих. За љубов на Сион не ке молчам, заради Ерусалим не ке мирувам. Додека неговата правда не засвети како светлина, додека неговото спасение не пламне како светилник. И народите ќе ја видат твојата праведност и твојата слава. Сите цареви ќе те наречат со ново име, што ќе го одреди Господовата уста. Ќе бидеш прекрасен венец во Господовата рака и царски венец на дланката на својот Бог. Не ќе те наречуваат веќе оставена, ни твојата земја запустена, туку ќе те викаат моја милина, а твојата земја венчана, зашто ти си Господова милосливост. И твојата земја ќе има сопруг. Како што младецот се жени со девица, така синовите ќе се оженат за тебе. И како што младоженецот и се радува на невестата, твојот Бог ќе ти се радува тебе.
со Откровение 19 глава 7 и 8 стих. Да се радуваме и да се веселиме и да му воздаваме слава, зашто дојде јагнетовата свадба и неговата жена се приготви и беше дадено да се облече во светло и чисто ланено платно. Имено, платното тоа се праведните дела на светите. Кои сличности постојат меѓу пораките во овие две книги? Бог ќе ги обедини небото и земјата, но поради големата борба ова мора да се одвива постепено. Прво, на Голгота, Сатаната ја изгубил секоја наклоност што се уште ја имал меѓу небесните битија. Читаме во Евангелие по Јован, 12 глава од 31 стих. Сега е судот на овој свет. Сега кнезот на светов ќе биде isфрлен надвор. Второ, преку Христовата првосвештеничка служба, како судија во небесното светилиште, Христос го усовршува Божиот народ во секое добро дело, за да ја исполните неговата волја. Читаме во посланието до евреите, во 13 глава, 21 стих. Да ве усоврши во секое добро, за да ја извршувате неговата волја, вршејќи го во нас она што е угодно пред него, преку Исуса Христа, кому да биде слава во вечни векови. Амин. За да биде подготвен за небото. Трето, за време на милениумскиот суд и конечниот суд по милениумот, сите преостанати прашања ќе бидат разрешени за секогаш, а гревот и непокајаните грешници ќе бидат уништени во езерото од вечен оган, кој исто така ја чисти и земјата. Читаме во Откровение 21 глава 8 стих. А на страшливците и на неверните, и на гнасните и на убиците, и на блудниците и на вражалците, и на идолопоклониците и на сите лажци, нивниот дел име во езерото, кој гори со оган и сулфур, тоа е втората смрт. И четврто, дури со исчезнувањето на гревот, небото и земјата конечно ќе можат да се обединат. Читаме во Откровение 21 глава 3 стих. И чув силен глас од небото велејки: еве го Божиот шатор меѓу луѓето, и тој ќе живее со нив, и тие ќе бидат негов народ, и самиот Бог ќе биде со нив. Што можете да направите вие лично, во заграда без да гледате на некој друг, за да му останете верни на Бога и на вистината што Тој ни ја дава? Односно, какви избори правите кои откриваат кому на вистина му припаѓа вашето срце?